20-годишниот Трајче Трајанов од селото Крупиште е млад земјоделец. Има сопствена земја на која сади ориз и житарици, но нема трактор да ја обработува. Тој би сакал да може да добие средства од државата за да може да купи нов трактор, со што полесно и побрзо ќе ги обработува нивите, а ќе ги зголеми приносите. За мерката млад земјоделец сака да аплицира, а се надева дека желбата ќе му се оствари. Па имам некаде околу 3-14 декари моја земја и пола од тие са ориз, пола са житарици. Имам и околу 25 говеда мои и за тоа сакам да аплицирам и да земам нешто од државата помош за да можам понатака да продолжам. Немам јас ништо на моја име механизација и сакам да почнам со тоа. Прво трактор би за трактор? Па да, прво трактор. Овој млад земјоделец покрај житарици и ориз одгледува и добиток. За работата вели дека не му е тешко, бидејќи ја научил од татка си, на кој од мали нозе му помага на нивите и во шталата. Сака да биде земјоделец, вели друго не би работел. Па најпривамливо ми е тоа што си го работам. На тоа сум научен и друго не би работил. Сепак овој млад земјоделец го разочарува тоа што младите ги напуштаат селата, бегаат од државата и не сакаат да се занимаваат со земјоделие. Смета дека земјоделството има перспектива и дека младите треба да ги искористат бенефитите што им ги дава државата. Треба да ги потекнат, треба малку помош од државата за да имат младите воля да работат. Годишно околу 100 млади земјоделци добиваат поддршка од државата за реализација на своите проекти и да започнат сопствен земјоделски бизнис. Неповратната финансиска поддршка е 10.000 евра. Покрај ова за младите земјоделци се предвидени и повисоки субвенции, а има и зголемување на процентот на кофинансирање за мерките од програмата за рурален развој.